Почитувани и добро вечер. Нова епизода од серијалот ВМРО ДПМН зборува. Вечерва ќе разговараме со доктор Кирил Лазов, директор на Државен санитарен и здравствен инспекторат. Директоре, добро вечер, добро ве најдов. Благодарам на поканата и добре ве најдов. Благодарам на можноста, бидејќи навистина имаме една убава дискусија, би сакал да започнам. Како инспекторат во надлежност имате навистина многу институции. Еве на пример во областа на здравството каде се постапувате и кои се под ваша надлежност? Да, значи Државен санитарен и здравствен инспекторат согласно своите надлежности врши воредни, редовни и контролни инспекцијски надзори во сите јавни и приватни здравствени установи. Да спомнам некои од нив. Значи, во јавните здравствени установи, здравствен дом, во склоп на кој функционираат поликлиники, во кои што имаме оддели и тоа за примарна здравствена заштита, во кои што спаѓаат вакциналните пунктови, спаѓаат одделите за превентивна стоматолошка заштита на предучилишни деца, како и систематски прегледи за училишни деца. Имаме специјалистичко консултативни ординации од разни специјалности, РТГ и ехокабинети, биохемиски лаборатории и итна медицинска помош. После тоа вршиме надзор и на болнички установи, односно општи болници, специјализирани болници и клинички болници. Центрите за јавно здравје, ги има 10 на ниво на Република Македонија, Институт за јавно здравје и во делот на приватните здравствени установи, значи ординации од општа медицина, односно матични лекари, ординација за гинекологија и акушерство, матични гинеколози, ординација за по педиатрија, матични педиатри и ординации по трудова медицина. Оние ординации каде што се вршат систематски прегледи на вработените лица. Потоа вршиме надзор на специјалистички ординации од различна специјалност, оние кои што имаат дозвола за работа по одредена специјалност и листа на услуги од страна на Министерството за здравство и секако приватни општи болници, специјализирани болници и клинички центри. Значи, од ова горе наведеното, Државниот санитарен и здравствен инспекторат врши инспекцијски надзор на сите јавни и приватни здравствени установи кои што се регистрирани по однос на условите за простор, опрема и кадар кои што произлегуваат согласно Законот за здравствена заштита, како и правилникот кој што произлегува од овој закон. Би сакал тука да ве прашам каква е вашата оценка од состојбата на здравствените установи? Државниот санитарен и здравствен инспекторат е орган кој што врши надзор на постапувањето на прописите во здравството. Состојбата во делот на оваа проблематика можем да кажеме задоволителна, од причина што се вршат редовни надзори и тоа во делот да каде што не имаме надлежност, санитарно-хигиенските услови, како и превенција за спречување на интерхоспитални инфекции, кои што овие надлежности произлегуваат од Законот за заштита на населението од заразни болести, како и правилникот за поблиски услови за спречување и сузбивање на интерхоспитални инфекции. Значи, редовните воредни и контролни инспекцијски надзори се во делот на бактериолошка контрола и тоа земање на примероци на воздух, брисеви од работни површини, како и испироци од рацете на вработените и тоа посебно во оние оддели кои што се високоризични, тоа се хируршките сали, единиците за интензивна нега, неонатолошките оделенија, како и центрите за дијализа,
користење на дезинфекциони средства со широк спектар, дезинфекција, дезинсекција, дератизација и секако собирање, управување и диспозиција на медицинскиот отпад. Би сакал да прашам и колку јавноздравствените установи ги почитуваат вашите насоки? Во глобала, субјектите на надзор ги спроведуваат мерките кои што се наложени од страна на Државниот санитарен инспекторат, но има мал број на субјекти кои што не се во можност во дадениот рок да ги спроведат оние мерки кои што се наложени од страна на инспекторатот. И инспекторатот согласно закон може да даде рок на продолжување за спроведување на овие мерки. Во крајна линија, неспроведувањето на мерките кои што се наложени од страна на инспекторатот доведува и до санкции кои што во крајна линија се парични глоби во денеска противвредност и нивната висина е во зависност од големината на субјектот на надзор. Може да бидат едни се казните за мали правни лица, за средни и за големи правни лица. Колку овие парични казни, да речеме, се решение за оние кои што постапуваат спротивно од законите? Казнувањето во глобала е непопуларна мерка, меѓутоа Државниот санитарен и здравствен инспекторат работи по закон. Сите субјекти, здравствените установи, како и оние објекти каде што Државниот санитарен и здравствен инспекторат има надлежност да постапува, а е констатирано дека потребно е како мерка парична казна, тогаш Државниот санитарен и здравствен инспекторат има обврска да казнува парично. Би сакал сега тука да се осврнеме и бидејќи јавност има големи очекувања од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, со какви предизвици вие се соочувате како инспекторат? Најголем предизвик со кој што се соочуваме во моментов е екипираноста. Тоа е она за кое што во изминатиот период не се водело грижа. За илустрација, во изминатите години имаме затворена подрачна единица во Радовиш, имаме затворена подрачна единица во Берово и има затворена подрачна единица во Кичево. Пред затварање ни се подрачната единица во Неготино, Гостивар и Дебар, а се соочуваме и со намален број на инспектори во Штип, во Струмица и во останатите подрачни оделенија кои што ги имаме ширум државата. Морам да напоменам дека и до овој период, додека сум директор, да констатирам дека и намален бројот и интересот кај докторите на медицина за аплицирање за работа во делот на инспекторатот. Во изминатиот период, како инспекторат, работеле поголем број на доктори на медицина и тоа со специализација од превентивните гранки, значи епидемиолози, специјалисти по хигиена, специјалисти по трудова медицина, специјалисти по училишни специјализации. Е сега во овој дел бројката, поголемата бројка на инспектори се во делот на стоматолозите. И тоа е наш, како да кажам, лајт мотив во перспектива да успееме да допреме до младите доктори што повеќе да ја наоѓаат својата шанса за работа во рамки на инспекторатот. Може ли да ни откриете со каков кадар моментално работите? Па вака, како што кажав и претходно, во изминатиот период не се водила грижа за кадровскиот потенцијал на инспекторатот. И
Тоа е една болна точка, она што треба да следи во перспектива е вработување на поголем број на инспектори, и тоа со звање најмалку советник инспектор, затоа што сите оние инспектори со пониско звање не може да извршуваат работни задачи со највисок степен на сложеност, односно не може да работат представки од областа на здравството и не може да вршат инспекцијски надзори во здравствени установи. Освен со екипираноста, со кои други предизвици исто се соочувате? Секако, она што е предизвик е да работиме во делот на обука на постоечките инспектори за усовршување и зголемување на нивната стручност. И секако, како директор, предизвик ми е воспоставување на платформа за дигитализација на работните процеси во делот на инспекторатот, што би опфаќало автоматизација на автоматизирани извештаи и прикази, што би довело секако и до зголемување на безбедноста во делот на документацијата и елиминирање на одредени грешки во процесите на работење. И секако ова повлекува и информатичко дообразување на не само на инспекторите, туку и на останатиот персонал во делот на инспекторатот. Директоре, сега би сакал тука да ги информираме граѓаните во прилика што имаме овде. Во кои други установи, освен јавните здравствени установи, Државниот санитарен и здравствен инспекторат врши надзор? Значи, Државниот санитарен и здравствен инспекторат покрај инспекцијски надзори во здравствените установи вршиме надзор и во објекти од областа на воспитна дејност, значи училишта и домови за училишни деца и студенти. Вршиме надзор во објекти од областа на социјалната заштита, значи јавни и приватни градинки и објекти кои што згрижуваат стари лица, и извршуваме надзори и во објекти кои што пружаат услуги за нега, разубавување, хигиенски услуги, како и услуги кои фаќаат продирање во кожа, значи тетовирање, пирсинзи, и овие наши надлежности доаѓаат од Законот за заштита на населението од заразни болести, Законот за јавно здравје, Законот за комплементарна и алтернативна медицина и Законот за безбедност на козметички производи. Покрај ова, ние како Државен санитарен и здравствен инспекторат вршиме секако и надзори во делот на безбедност на играчки, безбедност на козметички производи, како и производи за општа употреба. Даваме дозволи и вршиме надзор како при увоз, така и во промет на истите. Доколку констатираме неправилности, тие производи ги отстрануваме од употреба, секако соработуваме заедно со Институтот за јавно здравје, каде што на годишно ниво земаме мостри, како од увоз, така и од промет, и истите ги препраќаме до Институтот за јавно здравје, каде што се врши лабораториско испитување и контрола за безбедност на истите, и доколку се безбедни се во промет. Би секал сега за крај да ве прашам, со оглед на сите предизвици со кои што се соочувате и како што и сами велите дека треба време секако за се да се среди, успевате ли соодветно да одговорите на се? Па вака, независно од се, сметам дека и покрај
проблеми, кадровските проблеми, условите во кои што ги имаме како технички, заборавив да спомнам дека секако покрај проблемите во делот на кадровското екипирање, ние како Државен санитарен инспекторат имаме проблеми со техничката опременост, односно имаме голем број на возила, затоа што нашите инспектори надзорите ги вршат со возила и констатацијата дека и во овој дел не се водило грижа во бинатото. Значи, најголемиот дел на возила се составува со 2006 година па навеќе, што веќе некако и влеваат и во категоријата на олтајмери. И секако и во делот на техничката опременост, компјутери, лаптопи, значи можам да констатирам дека изминатите години во периодот се водела една тотална негрижа за инспекторатот, но можем да кажам дека со моменталната стручност и со моменталните услови, со објективно работење, јас сум убеден дека ќе ги оправдаме очекувањата на граѓаните. Директоре, ви благодарам за ова ваше вечерашно гостување. Се надевам дека навистина убаво ги објаснивме работите со кои што вие се соочувате во инспекторатот и што се е под ваша надлежност и како да дојдеме и до решение на истите. Така ви благодарам за вечерашното гостување. Ви благодарам за поканата, ми беше пријатно. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам за вашето внимание. Се надевам дека го задржавме на ниво, бидејќи разговаравме со доктор Кирил Лазов, директор на Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Разговаравме за она што е под негова надлежност, односно под инспекторатот, со што се соочуваат, што работат и што планираат во иднина. Вам ви благодарам уште еднаш за вашето внимание и се гледаме во следната емисија. Поздрав и секое добро. Добро.